Зошто тој македонски народ, кој со векови се бори за својот опстанок, за својот национален идентитет, не може слободно кај што треба да се искаже, зошто цивилизирана Грција, која е членка на Европската Унија, уште ги држи затворени границите за тие луѓе. А тие луѓе сме ние кои се боревме за слободна и демократична видови окупатори, за да можеме и ние како македонци да екзистираме, да и најдеме своите права како македонци, својот јазик, своите обичаи, својата црква, да можеме слободно да се изразуваме. А Европа ништо уште ден денеска не знае. Знае, само нема интерес да каже. Зашто? За това што се сојузници со Англија и со Америка. За нас најдобро можат и да сведочат документите во англиските архиви и живите англичани, а исто така и Америка, кој 47 година му дојде на помош на монархофашистичката војска и на грчкиот крал да може да ја воспостави монархијата во Грција. И денеска и само за тоа не се збори. Се збори за Виетнам. Се снимат илјадници филмови од луѓе кои таму бе. Се зборува за Корејска војна. Се зборува за угнетените народи во Африка. Се бори за секаде, а ние македонците, што сме се ограничиме со грците, не можеме. Стварно ова е една ситуација која е просто необјаснива. За мене ова повеќе не е наша трагедија, него тоа е трагедија на цивилизираниот свет, особено на Европа, кој што директно или индиректно му овозможила на Грција да ги направи овие зверства, овие трагедии на еден невин народ, особено на едни деца кои ни најмалку не допринесоа да доживеат една таква трагична судбина. Викам, не е тоа повеќе наша трагедија поради тоа што малку или многу ние веќе ево за 50 години го најдовме својот пат и на некој начин имаме еден нормален живот. Останува да свеста нивна, ако сакат да во светот не се повторуваат такви страшни војни и ако сакат да во Европа не постои повеќе некоја Босна или некоја Косово, тогаш нека прашат савеста дали со нешто допринеле да ја натерат Грција, да едноставно си ја расчисти савеста за гревовите што ги направила за во ова граѓанска војна. Ние гледаме во иднината, али за жал грците не гледат во иднината. Тие се тие што пречат нашите односи поправо ние да станеме мост меѓу Македонија и Грција. Тие се тие што кочат да не можеме ние и ден денеска, после 50 години, да не можам јас да одам на гробот на моите најблиски, на погинатите кои се расејани нивните кости низ цела Грција, по затвори, по логори, по планини. Али тие наши погинати, тие се таму. Таму се и тие, и од гробовите своји они говорат дека се таму, дека постојат, дека се македонци, дека гинее заедно со родолюбивите грци за една слободна и демократска Грција. Ова е историска можност за Грција да на еден цивилизиран начин едноставно ни дозволи да одиме да се вратиме на гробовите на нашите предци. Татко ми погинал во граѓанската војна 1949 година. Е закопан заедно со грчкиот генерал Скотидас во селото Брезница. Татко ми се уште се наоѓа, гробот на татко ми се уште во селото Брезница. Грците дошле, го откопале генералот Скотидас и го однеле во Грција. А јас денес, во овај век, во прагот на 21. век, не можам слободно да додам да запалам една свеќа на мојот роден татко, на гробот на мојот роден татко. Тоа е греф на Европа, примарно, на овие демократски земји во Европа, кои што ја толерираат Грција и дозволуваат да прави што сака. Но овој случајот со
Пресудата во Салцбург мислам дека е од одлучувачка улога. И тука, ако може да се зборува, да на некој начин и падна зидот на Грција. Па да се надеваме за порано утре. Се тргне за напред, а не да само да стоеме како било пред 1000 години или 2000 години. Од тоа време никој ништо не знаеме, тие се само едни, мислам, некако измислена или фантастична историја, ама денес треба да гледаме реалноста. И тоа воглавном за иднинава на нашиве деца, на Балканот да не се повторуваат овие што се повторија 48 година, како гледате уште пак се случува. За воиднина мислам на нашиве внуци и тоа треба да тргнеме напред. Не можеме да стагнираме само на едно и да се јадиме и да се колиме еден со друг. И сум горда што сум македонка. Европа и слепа, и глува, и се за нас, македонците. А треба да знаат, најмиролюбив народ сме, најдемократски народ. Ние на друга земја во Европа такви човекови права нема како Македонија. Каква демократија има Грција? Тamo е на грчката демократија. Нека дојде во Канада грците да види како е. Нека дојде тука. Ка може да говори тие грчки? У континентал, јас не може да говоря во селото ме во Шима и да сюда да го виде селото. Кој што направи јас си го дете. Кој таму, кој ти е мајка, кој ти е татко ти? Зашто било? Ние сме веќе возрастни, озбилни и одговорни луѓе. Ние не сме некои терористи или бандити. Ние сакаме тамо да одиме на еден добар начин и во денешно време веќе е срамота кога ние можеме да ги преминиме физичките, мислам, далечини и океани. И сега луѓето од Битола да не може да оде до Лери, народното место 30-40 километри. Во денешно време, мислам, со телекомуникацијата, со развој на авионското патување, такви човешко изградени граници да градиме, тоа веќе е едно пасе, едно неприродно и неприфатливо за денешниот век. Денеска е више 21 век. Ние не одиме да носиме такмо. Ние одиме како деца, навистина, кој сакаме да си посетиме нашите села. Имаме ние и повикаме и сите оние грчки деца кои се таму живеа. Ние заедно спиевме, заедно јадевме, сите студираме заедно и верувам дека и тие ќе дојдат и ќе им дадат поддршка. Ако не отвори границата, треба да се страми пред световната јавност. Ако ја отвори, од друга страна, пак ќе се плаши да не има големо влијание од нас што ќе оеме тамо, што ќе изборичкаме троа, што ќе говориме по наш јазик. Тамошните луѓе што заплашени, може ќе речат, ето и си дојдоја орлињата на своите гнезда. Жално е. Толку години не сте биле тамо, по 40 години се враќаме, моля да не пушчат. 40 години не сте го виделе? Не. Што друго, тоа е. Што имате во вашето родно место? Каде сте? Само гробишчата на нашите дедои, предедои, мајки и татко и друго ништо. Не остана ништо таму. Тоа е.
с тези бегалци. Аз верувам подкрепата за човешките правдени в Егейска Македонија ќе биде за дълги години тук да спечелиме и то. Мислите ли дека на крајот од 20 век Грција е ред да покаже дека е демократска земја? Свето ќе признаат и ќе насили Грција да признаат македонски народ, както да има полни прави како всички други.